Почитувани, опозицијата на чело со Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ не се бори за подобар изборен законник, туку за да нема изборен законник. За прв пат по подолг период постоеше реална можност новиот изборен законник да биде донесен со широк политички консензус. Со месеци сите политички партии беа вклучени во разговорите, се усогласуваа текстови, се прифаќаа предлози и се бараше решение кој ќе биде прифатливо за сите. Но, кога требаше договорот да биде финализиран, Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ решија да се повлечат и да го блокираат целиот процес. Наместо Македонија да покаже политичка зрелост и да испрати порака дека најважните закони можат да се носат со договор, опозицијата избра конфронтација и дневно политички пресметки. ВМРО-ДПМН и понатаму останува на ставот опозицијата да седне и да се договори што сака, а ние веднаш тоа и ќе го прифатиме, само да се олесни гласањето на диаспората. Одлуката да не се искористи оваа можност и на следните избори повторно да бидеме со стариот изборен законник е исклучиво одговорност на Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ. Доколку имаме прашања, повелете. Одредена седница на собрание е реконструкција на владата. Може ли да се очекува поголема ефикасност и динамика во работата на извршената власт? Да, апсолутно. Ние изминатите 2 години покажавме и докажавме како треба да се водат државни институции, како да се направат голем број на проекти и мерки успешни за граѓаните, а при тоа во истиот период да врекаме стари долгови камати и во тој период додека врекаме стари долгови камати, историски да се зголемуваат и пензиите и платите. Така да сметам дека да, со утрешната реконструкција, владата предводена од ВМРО-ДПМН и те како ќе покаже како знае Македонија да забрзува. Благодарам.